Здраво, здраво, дечки! Здраво. Еве на нас повторно. Одиме со следен час кој што не знам што ќе ни биде. Да видиме. Ова е мистерија. Добар ден, наставничке. Добар ден. Како сте? Вие сте Вие маскирани. сте маскирана. Да. Денеска е 1 април, па си реков зошто да не. Да, браво. Браво за Да ги идејата. поздравиме учениците и да почнеме со часот. Јас ќе предавам физика за 8 оделение. Лекцијата ни се вика Закон за рефлексија. Ќе почнеме со еден пример кој што често го прават учениците, бар кај мене на час. Со рефлектирачка површина од сонцето им светкаат на очите на другите. Тоа се случува поради рефлексија на светлината. Физиката е многу интересна и е секој ден околу нас. И овие прекрасни сликички што се добиваат во природата, например, оцејот во водата и слично се добива како резултат на рефлексија, односно, што би се рекло, чиста физика. Секоја површина од која светлинските зраци полесно се одбиваат и го менуваат правецот на прострирање се вика огледало или огледална површина. Ова ми се виде како одличен пример. Кога градот има рефлексија во водата. Да, тоа навистина фантастично. прекрасно. Огледалните површини можат да бидат рамни и нерамни. Кога станува збор за рамно огледало, во тој случај светлинските зраци, кои што се секогаш паралелни, паѓаат на површината, но кај рамно огледало и се одбиваат паралелно. Кога површината е црна, светлината не се рефлектира, бидејќи црната површина ја абсорбира Да. светлината. Затоа викаат во лето Да не се носи да не црна носи црна облака. Да. Бидејќи ќе ти ја Бидејќи собере. не Ќе биде ти биде потопло. потопло. Мина, така. И на крај имаме нерамна површина. Ова најчесто се гледа на улиците, на асфалтираните патишта. Тука настанува дифузна рефлексија и во тој случај на патиштата се гледа како да има вода. И тоа ние го викаме фата моргана. Денеска, што е и многу важно да се научи, е токму тоа дека постојат два вида на рефлексија. Првиот случај зраците се паѓаат паралелно и се одбиваат паралелно и дифузното одбивање кое настанува кај нерамната површина. Односно дифузно, што би значило дека зраците се На сите сите страни. Сите страни. Да. Рефлексијата на рамното огледало настанува на следниот начин. Потребна ни е една рамна површина, упаден зрак, нормална права, таа паѓа под агол од 90 степени, пипнав кај што не треба, Добро, во реток. и зракот се одбива. Само вака. Упадниот зрак и тој што се одбива се вика одбиен зрак или рефлектиран зрак. Аголот на одбивање, тоа е аголот бета, и аголот на упаѓање, аголот алфа, се секогаш еднакви меѓу себе, но кај мазните површини. Па законот за рефлексија би гласел алфа е еднакво на бета. Односно, упадниот агол и одбиениот агол се секогаш еднакви. тоа е само кај рамни површини, така? Исклучиво кај рамни површини. Добро. Да. И сега тука треба да го спомнеме и рамното огледало, односно она што ние си го имаме по дома. Ова е еден посложен пример, а детенцето е она што го гледаме секој ден. Да. Бидејќи кога се гледаме во огледало која дигнеме десната рака, се гледа како лева, велиме дека ликот е спротивен, се гледаме исти по големина, исти сме на растојание, меѓутоа не можеме да си се поздравиме, па затоа ликот велиме дека е имагинарен лик. И на крај имаме еден пример. На цртежот е покажан светлински зрак, аголот со површината огледалото, односно и упадниот зрак е 40 степени. Треба да најдеме колку е аголот бета, односно аголот на одбивање. Па да пробаме. Можеме да пробаме. Ајде. Решено. Според законот за рефлексија, значи едниот агол е, ако бета е 50, бидејќи рамна... Не е бета 50. Не е бета? Овој агол е 40. Колку би бил алфа? 90 степени е целиот агол. Така. Тоа значи алфа би бил 90 минус 40, кој што ќе биде 50. Да. И тоа значи дека бидејќи се исти аглите, тоа ќе биде и 50 и бета, 50 ќе биде и алфа.
А аголот помеѓу упадниот и одбиениот знак колку би бил? 40. 40. Не. Аголот помеѓу упадниот зрак и одбиениот зрак. 50, 100. Yes. Тоа е тоа. Толку за оваа лекција, многу е едноставна. Да одиме понатак. Ајде, дојде. Одлично, можеме со джингл и да продолжиме со следниот час. Здраво, дечки, одиме со следен час по физика. Повторно физика. И тоа е електромагнет. Електромагнетот се сретнува насекаде околу нас, ако не го забележуваме. Мене ми е најинтересно во складиштата каде што се собираат стари коли и старо железо. Она големото што се спушта како магнет, огромно е, за да ги дигне автомобилите и да се фрлат, е всушност еден вид на електромагнет. Зошто? Затоа што се приклучува на постојан магнет, односно на извор на струја, и на тој начин настанува магнет. Малце поедноставно би било. За да направиме магнет, потребно ни е железно јадро, намотка од жица, која што е проводник, и извор на електрична струја. Во случајов на сликата е тоа батерија. Што е електромагнет? Тоа е едноставна направа, која што се состои од намотка и од феромагнетно јадро. Намотката уште се нарекува и соленоид. Каде се користат овие уреди? Во релиња и во разни други работи кои што ние всушност не ги гледаме. Не се така видливи. Магнетот е магнет кому му е потребно напојување со електрична струја за да го одржува сопственото магнетно поле. А дали може да ни го објасните тоа? Баш тоа ми беше моето прашање. Зошто токму електрична струја му е потребна за да го одржи магнетното поле? Низ секој проводник низ кој што тече електрична струја се создава магнетно поле. Жица како жица нема магнетно поле. Жица. Так. Меѓутоа, ако ја споиме на извор на електрична струја, со самото течење на струјата, во жицата се создава и магнетно поле. Јасно. И за да се ојача тоа магнетно поле, ставаме ние јадро внатре, односно во случајот на претходната слика беше обично шајка или навртка некоја. Да. Ако немаме шајка или навртка, магнетното поле тогаш е многу малечко. А ако ставиме јадро внатре, магнетното поле е многу поголемо. Јадрото се состои од метал, така? Да, мора да е метал. Електромагнетот во наједноставна форма, рековме, е жица свиткана во една, две или повеќе јамки или навивки, и тие се викаат соленоид. Кога електричната струја тече низ жицата, се создава магнетно поле, тоа што го кажавме. Магнетното поле во електромагнетот е концентриран најмногу низ него во средината, внатре во калемот, а го има и на страните. Магнетното поле кај електромагнетот се представува со магнетни силови линии на следниот начин. Гледаме дека најако е магнетното поле внатре во соленоидот. Така. Ова е интересно, личи на лајк. И тоа е правилото за одредување на магнетното поле, насоката на магнетното поле на електромагнетот. Практично, ако ова е електромагнетот, го фаќа со десната рака, значи тоа не важи со левата, исклучиво со десната, и ако струјата тече нагоре, палецот ни покажува накаде тече струјата, тогаш овие прсти ни покажуваат кон која насока е магнетното поле. Како знаеме каде тече струјата, тоа зависи од изворот со кој што е поврзан електромагнетот од батеријата. Знаеме која е техничка насока на течење на струјата. Магнетниот момент и магнетното поле на електромагнетот се право пропорционални со бројот на жиците. Што би значило тоа?
колку повеќе навивки има, толку е појако магнетното поле. Имаме 3 електромагнети, во првиот случај би било најмало, повеќе и најголемо магнетно поле. Овдека пишува дека има 50 навивки, па 100 навивки, па 150 навивки и така натака. Сега, ако калемот е завиткан околу материјал кој што не е спроводник, како картон, во тој случај магнетното поле би било многу малечко, а ако има проводник или поточно феромагнетски материјал, тогаш магнетното поле ќе биде многу поголемо. Дали ќе ја завиткаме жицата околу картон или околу шајка, има разлика. И имаме тука видео како се прави електромагнет. Супер. Може да го видиме? Секако. Имаме 2. Можеме и двете да ги пуштиме. Можеме. Има интернет овде. Ајде, а како да го пуштам? Само да кликнем. Ајде. И сега ќе одиме. Ги пробај 2 пати да... Може да одиме со джингл. Да, додека ние ние го го пуштиме хакнеме видеото. ова. Може да го ископираме прво. Ево го, ќе направиме копи, ја стварно не знам. Ево го. Одиме, копи нема. Оп, ево го. Ама на англиски. Ако? 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 Сите знаеме англиски.